Мини депонија никнува во близина на улицата Трст во Штип, создадена од несовесни граѓани. Наместо отпадот да се фрла во канта, тој завршува во импровизиран контејнер, сместен во ќош покрај скали кои водат кон соседните улици. Просторот се претвора во града слика со расфрлено ѓубре и непријатна миризба. Соседите меѓусебно се расправаат, обвинуваат, но никако да го пронајдат сторителот. Анкетираните кои ги затекнавме на лице место велат дека ѓубре фрла кој ќе стигне, додавајќи дека состојбата е загрижувачка поради појавата на бактерии и зарази кои се особено штетни за децата. Кога ја ќе фрнам там стеропори, зашо навак нема на мојата страна? Јас там не фрнам ѓубре никој пас, ја кофата дека ме ѓубрите. Од дека знам јас. Те таму има и шлунак фрнале некој. Ја ли го тоа работи? Стеропор. Разен отпад. Не по реката Бригалница од оваа страна, дека патеката не од онаа страна. Оди по Нофио пат сега ще го прават за Радовиш и тамо да видиш депонии, ѓубришта вамо. Граѓани треба да се свесат. Ова е наша мајка планета која треба да ја чуваме. Ако не ја чувам, јас сум 80 година, ја мојот живот сум го преживјал. Ама треба да живеат идните генерации, внуци, правнуци, тие работи, али никој не води сметка тоа. Не сум приметил дека мирише, мислам дека имаше од неодамна мртво животно тука, мачка или куче, не се сеќавам, тогаш да, мирише, сега не. Па тука околината граѓаните кои ќе живеат. Па треба да се подигне свеста, да, ама сега не знам во чија одговорност е, треба свеста се подига со добри казни. Да се разберем. Од јавното комунално предпријатие ИСАР апелираат граѓаните да бидат свесни и одговорни кон животната средина. Посочуваат дека правилното одлагање на отпадот е клучно за одржување на хигиената во градот. Надлежните најавуваат засилени контроли со цел да се спречи создавањето на диви депонии. Граѓаните и натаму стојат со ставот. Само строги казни се спасот за несовесните соседи. Велат само со заедничка одговорност може да се стави крај на ваквите појави.